Има ли крај на скандалите на власта? Секој ден нова афера, уште не сме ја заборавиле старата. За сиве овие афери разговараме со пратеникот на ВМРО ДПМН Зоран Коцевски. Господине Коцевски, добро дојдовте во студиото. Добро, најдов. Така, се чини дека аферите на власта немаат крај. Кој е главен скандал мајстор во владата? Дали е тоа министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски? Дефинитивно Оливер Спасовски. Еден пријател пред некој ден ми кажа е како тефлон тава. Значи, се случува во Министерство за внатрешни работи, сите криминали, а никош он не е одговорен за тоа. Знаеме, 6 години е министер за внатрешни работи, во Министерство за внатрешни работи владее хаос, неспособност и криминал. Што конкретно се случува? Кој го штити Оливер Спасовски? Да остане он нечекнат. Па кој го штити? Очигледно и целата влада е криминална, како никогаш досега. Значи, немало таква влада, таква криминална влада. Тоа е во спрега Оливер Спасовски со Ковачевски премиерот и посебно со газдата на оваа влада Артан Груби. Така, да почнеме со ред со скандалите на владата и на Спасовски. Вчера имавме, завчера, обид за спектакуларно бегство од Идризо во стилот на филмовите. Како е можно тоа да се случи? Како е можно соработка со криминалците? Јас и одговорница во парламентот го спомнувам секојаш извештајот на народниот правобранител. Значи и самиот народен правобранител го има дефинирано, односно има дефинирано соработката на полицијата на Оливер Спасовски со криминалот и криминалците. Така да ова воопшто не ме ни чуди, со тунелот избегаат толку затвореници од затворите и што е најважно, никој не одговараше. Ке се заборави ли овој скандал, ке се заташка како многу други? Остана многу неодговорени прашања. Како успеале да копаат толку време без никој да го забележи? Каде го фрлале земјата, каде ја фрлале? Значи, секако дека тоа е однатре, соработка со вработените од затворот, владата ќе проба да го заташка како и сите криминали до сега, меѓутоа идната влада на ВМРО ДПМН тоа нема да го забори и ќе има одговорност. Условите во затворите, едноставањето е наведено и во последниот извештај на Стеј департментот. Посебно е наведено дека затворска корупција има, чинам така е. Точно, да. Па таму има и дрога, таму има секаков тип на криминали, телефони, нели не треба затворениците да користат телефони, односно мобилни телефони. Дрогата е распространета по затворите како никогаш досега. И сето оно што се случува и надвор за затворите, пресликано е внатре во затворите. Така, пред 10 дена имавме и спектакуларно убиство во центарот на Скопје. И тоа ништо нема. Значи, повеќе изјави има старлетата на криминалецот отколку... Точно. Значи, Оливер Спасовски, кога си легнува и кога станува, има од прилика 10 до 15 тешки кривични дела. Значи, само во последните 2-3 месеци околу 3000 тешки кривични дела. Се случува да такви тешки кривични дела се случуваат и на функционери во Министерство за внатрешни работи, односно, кога станува збор за Скопје, на функционери во СВР Скопје. Значи, тешки кривични дела со влегување во нивните домови. Значи, таква неспособност не сум видел. Знам од каде е таа неспособност. Оливер Спасовски си вработува партиски луѓе и си тера да си дочекаат луѓето пенсија што ги вработува. Така, што конкретно се случи сега со убиството? Пишуваат медиумите дека постојат 3 клана кои се раководени од различни структури на власта. Се спомнува, не знам, Грчец клан. Да, 2 или 3 клана. Јас сега не можам нели со сигурност да зборам клановите, нарко и криминалните кланови се приказка за себе кои ги има во сите држави. Меѓутоа, министерот и Министерство за внатрешни работи треба да го сопрат овој криминал, а не да даваат повод за нови убиства. Има нерасветлени такви убиства, како беше убиството на Рузвелтова, во Чаршија што се случи, некои други убиства нерасветлени и секако тоа си продолжува. Очигледно е дека Оливер Спасовски штити некого од нив. Може и
Не знам, можда и он е предводник на една од нив. Наликуваме ли полека на Црна Гора и на Србија со шкалярски и накалачки клан кои имаат тесни структури и со работа со власта, посебно во Црна Гора? Ја мислам дека подалеку со отидени наликуваме на Латинска Америка. Србија и Црна Гора го нема тој степен на криминал како што го има во Латинска Америка со наркокартелите. Ова е пресликано тука, дури може и да ни позавидат како е пресликано од страна на Оливер Спасовски. Така, кога сме кај криминалните кланови, имаше голема афера минатата година со пасошите, каде што 100-200 така припадници на шкалярски, на калачки клан, на италијанската мафија добија. Нема кој не доби. Значи, секој кој сакаше да добие пасош за отприлика 20-30 илјади евра си добиваше пасош. Ја одговорен се еднаш кажав, значи има два вида на пасоши, фалсификат, верен на оригиналот и оригинал Овие беа апла оригинални. Овие беа апла оригинални, да, верни на оригиналот со промена на идентитет, дали од починат граѓани или од луѓе што никогаш не излегле од Македонија, што нема никогаш ни да излезат. И знаете кој одговараше? Само некој обичен службеник и сето тоа кривично дело беше префрлено од место да биде во гонење организиран криминал, беше префрлено во основено јавно обвинителство и никогаш не стигна до Оливер Спасовски, до помошникот. Знаете, за може некој ќе поверува дека седат пекари или не знам од калачки, некој дошол во полициска станица во Драчево, се сликал и тоа е виновен. Невозможно е без помошникот и без министерот Оливер Спасовски. Така, меѓутоа тоа нема да се заборави. Значи тоа е дело што не застарува. Така, МВР не излезе со конкретен доказ дека тие пасоши се поништени. Може би се уште ги користат светски криминалци овие пасоши. Каде ги да знаеме дека е поништен? Па ги користат, ние имавме случаи кога беа фатени и убиени. Среќа што некои сами се убија. Точно така, Истанбул, во Шпанија фатени, во Србија и така натаму и така натаму. Неаме дали се поништени или не се поништени, ја барем не знам. Така. Спомнавте дека во рвот на МВР царуваат партиските вработувања. Како тоа ќе го искорените кога ќе дојдете на власт? Како ќе го искорениме? Ќе се работи по закон. Значи, едноставно не може некој од надвор кој ќе биде вработен да станува началник, како што е случајот сега. Не може бивш градоначалник на политичка партија за да добие пензија на крајот на работниот век да се вработува во Министерство за внатрешни работи, како што е случајот со пример бившиот градоначалник Борис Георгиевски од Гази Баба. Не знам на уште колку години му останува до пензија, го вработуваат во крим техника, кога ќе го обучат за случаеви што следуваат понатаму во война, место да се запослуваат млади луѓе кои ќе одат по семинари, ќе се обучуваат и ќе допринесат за редот и мирот во државата, се запослуваат како што го спомнав дотичниот господин, потоа градоначалникот бивши на Вевчани, Конче, Јегуновци и така натаму. Тоа е срамота и без срам го прават тоа е најлошата работа што се случува. Значи, одговорница му покажувам слики на Оливер Спасовски, не реагира, нема реакција на тоа. И што би имал реакција, едноставно е. Кога нешто е така. Кога нешто е така, да. Така, да поразборуваме за спрегата помеѓу власта и обвинителството и судството. Имаме неколку големи случаи кои загинаа многу луѓе што нема судски епилог. Беса, Ласкарци, модуларната болница. Ќе се залагате ли за да се најдат вистинските, значи секако тоа не биде виновен Кабел. Тоа не сме да се заборави, секако дека ќе има одговорност. Самото тоа што одговорноста и за Ласкарци јас не слушнав до сега дека има некаква разрешница, односно само дека тера, за војна на вистината, судењето тера. Тера и ке тера и нема да има одговор, на крај најверојатно ќе испадне само шоферот виновен, меѓутоа од Ласкарци произлезе и Беса Транс. Бидејќи нема виновник за Ласкарци,
се случи Беса Транс. Еден технички неисправен автобус само во една година излегол и влегол околу 300 пати и се случија 45-50 живи луѓе да изгорат. Дали колатерална штета е поранешната обвинителка Русковска во обид да се заштити Оливер Спасовски со случајот со Беса Транс и со техничкиот преглед? Дефинитивно, ја мислам така. Со сите неизини мани, значи таа е колатерална штета токму на Оливер дека Спасовски. Русковска... Да не ја амнестираме Русковска со сите неизини. Не, Русковски имаше нешто за Оливер Спасовски, Да. сега дали од лични причини, дали од добри причини, мислам дека се од лични причини, како и да е, имаше нешто и ја сменја жената, меѓутоа, нели на нејзино место дојде Тој што немаше Абазија. никаква врска со што ги знаеше дуи од телевизија. Дојде Абази, си го избра Груби и Дуи и тоа е тоа. Откако дојде нема покренато ни една иницијатива за отварање на нов случај. Нема ни да има, не очекувам ја од ова правосудство, од ова судство, од ова обвинителство нешто да има, а поготово да е поврзано со функционери на власта. Невозможно е да има, значи и самиот избор, значи обвинители од еве да речеме Источна Македонија, Штип, Кочани гласа за некој што воопшто не го ни познава, така да многу е јасна работата тука. Така, минатата недела во собранието беше актуелно обидот да се инициира расправа за законот за амнестија за забранителите. Значи, законот не се стави на расправа, но власта совршено одигра и прстот го впери кон вас претениците од ВМРО да понеде дека вие не сте се појавиле на седницата. Ајде објаснете нешто повеќе околу тоа. Вака ќе кажам, значи да се исправи оваа неправда со овие патриоти, со овие уставобранители, на наредните избори ВМРО-ДПМН треба да има многу големо мнозинство. И тогаш таа неправда веднаш ќе се исправи. Сето оно што се случуваше во собранието е еден добар спин на власта и на други непријатели на ВМРО-ДПМН кои сакаат на изборите ВМРО-ДПМН да не освои поголем број на претеници и да направи влада. Што се случи во собранието? Ние сите 44 пратеници од ВМРО-ДПМН и од коалицијата поднесовме предлог за амнестија на уставобранителите, сите 44 се подпишавме. Меѓутоа, граѓаните треба да знаат дека собранието нема календар за работа. Значи, Тала Џафери ден за ден ви закажуваат. Тала Џафери може вечерта да закаже седница за утредента, како што беше слично беше и со случајот за ставање на дневен ред. Значи, така, луѓето не знаат дека ова не е за дневен ред. Така, да значи, се стави на разгледување, луѓето не знаат. Точно така, да. И 58, ако не се лажем, од СДС гласа против, другите од 41 гласа за ставање на точката на дневен ред. Знаете и таму што се случи? Значи, колешка пратеничка, ќе ја спомнам со име и презиме Ели Панова, гласот нели се евидентира. Реакција веднаш имаше од колешката, веднаш беше прифатено тоа од Тала Џафери, бидејќи таа беше присутна таму. Така да овие спинови воопшто не ме чудат и нема и понатаму да ме чудат. Значи, единствено нешто што може да врати Македонија во колосек е ВМРО-ДПМН. Значи, уште поголеми спинови ќе има за ВМРО-ДПМН, се со цел да има помал број на пратеници во наредната. Дури почна да играат со бројката 8 пратеници. Да си поигруваат со тоа е, значи, сега многу е лошо да зборам за колегите, тројца беа уште пред 2-3 дена во странство. Двајца пратеници од лични причини, болни, не беа присутни. Се случува човек да не може. Се случува, ама мене ми е јасно, спиновите ми се јасни, така да. Но на обичниот човек треба да му биде јасно дека дури вие да бевте повторно немавте мнозинство да го да дојде да биде ставен. Ние требаше да имаме 61 пратени, ние немаме 61 пратени. Без некој од власта и вие сите да бевте пак немаше да биде. Точно и уште еднаш ќе повторам, ова беше предлог за ставање на дневен ред. Значи немаше отворено дискусија.
Да имаше отворена дискусија, ние сите ќе се јавевме за збор и после дури тамо неколку дена, зависи од колку пратеници ќе се јавеа, ќе имаше гласање. Меѓутоа, да не заборавиме и граѓаните да не забораат, колку што ми текнува, СДС имаше и прес за таа работа, недела кога ние го поднесовме предлог законот за амнестија, дека тие нема да го гласаат. И не знам што тука не е јасно. Така, се зголемува притисокот кон ВМРО да помине за уставни измени, почна да доаѓаат и странски државници. Јасно е дека ВМРО да помине нема да гласа за уставните измени. Значи, што ќе се случува во следен период? Ќе расте притисокот? Па се надевам и како што моите информации говорат дека ќе расне притисокот, меѓутоа сите пратеници од ВМРО ДПМН јасно и недвосмислено. И тука проба да ви испинуваат. Уште еден пратеник фали, уште двајца фалат. Не, тоа е вокабулар на СДС, немоќта нивна, неспособноста нивна, па вие видите Маричич вчера или завчера кога имаше кажување едно околу вие да го напишете уставните измени, ние нешто да сме дале, некои амандмани, значи глупости, не друго. Тука се случи една друга работа на него, тоа што го изјави Маричич. Значи, Маричич изјавува, ако ние не успееме, ќе пратиме европската и светската булдужер дипломатија. Тоа е страотно што го кажа Маричич. Тука треба обвинителството да реагира. Значи ние сме суверена држава или не сме? Значи од една страна си ја покажува сами неспособноста она во што не вплеткаа, да сега омразата помеѓу македонците и бугарите на највисоко ниво, дури од Втората светска војна и од она 48 година. Они тоа го направија. Ние им го кажавме тоа и 2017 и пред оваа декларација 2022 година дека тоа така не оди. Анкетите тоа го покажуваат, 80% од луѓето се против овој договор и нема зашто тука ние да разговараме. Јас немам мандат како Зоран Коцевски, како пратеник, не сум го добил мандатот од моите граѓани јас да гласам уставни измени. И јас пак ќе кажам, ја немам ништо против бугарите да влезат во уставот, црногорците, хрватите да влезат во уставот. Ама ќе следи ново барање, ново и нема крај. Протоколите ние многу добро ги знаеме. Ние знаеме за историската, ја би ја рекол, политичка комисија која направи СДС. Значи, секогаш ќе има проблем. Од исходот на историската комисија ни зависи текот на преговорите. Значи, така е, тоа е многу јасно потенцирано и во францускиот предлог и во договорот за добрососедство кој они го донесоа тамо од 2017 Иначе за волја на вистината никој не би имал против и бугарите да бидат наведени во уставот, но тоа нема да го реши проблемот. Зашто не на крајот, самата Бугарија вика дека тоа нема да биде последно барање. Точно, зашто не на крајот, на пример, пред влезот на Европската унија сме ги поминеле сите тие фази за влез во Европската унија, немало проблем и на крај и ќе ги внесеме и бугарите, и хрватите, и црногорците и ние влегуваме во Европска. Што е проблем? Проблемот е затоа што ние сега со уцена не прифаќаме влез на бугарите во уставот. И што ако тие влезат? Кој ќе дое некој друго поглавје? Кој ќе стане збор за Гоце Делчев? Ќе блокира Бугарија, веднаш ќе блокира. И за било кој историски лик, јазик и така натаму. Затоа ние не попуштаме на околу оваа тема. Мислите дека може францускиот предлог да се репреговара, предоговара, како и да се нарече? Еве примерот со Србија и со Косово докажа дека сепак може, не е света книга. Зашто да не може? Зашто да не може? Па тоа е лист хартија, луѓе сме, ако има нели две различни влади, зашто да не може? Што е проблем? Што е проблем кај Бугарија да не прифати македонските друштва да ги официализира како што го кажа тоа во Страсбург, пресудите од Страсбург. Што е проблем тука? Нема никаков проблем. Значи мора и реципроцитет да има. Не може само Македонија овие 30 години да биде уценувана. Не на оваков начин.
Знаете, Бугарија злоупотребува својата позиција членка не у сами на Европската унија. Тоа е основниот проблем. И тоа не е пример само со Бугарија. Тоа го правеле и го прават сешто и други држави. Хрватска ќе го прави тоа на Србија. Тоа се случува. Видите, да, меѓутоа Бугарија е членка на Европската унија. Она има право на вето. Завршена работава. Не верувам дека ние имаме проблем на пример со македонскиот јазик кај сите останати членки. Тоа го имаме проблем со Бугарија. И Бугарија става вето. Така. Завршена е приказка, таков е начинот на гласање. Знаете, за волја на вистината, секоја членка има право да стави вето кога сака во текот на преговорите. Но едно е да ставиш вето за Копенхашките критериуми, што стварно мора секоја земја, а друго е за Гоце Делчев. Па тука Тоа е е огромна замката разлика. во која ние А сега и Гоце Делчев ќе ни биде дел од тука преговори. е замката што Македонија се најде, зборам како држава која не приредија најпрво Заев, па после Миковачеви со прифаќање на едни овакви договори. И сега од Европската унија ќе кажат, па вие ги изгласавте тие. Но за волја на вистината и стварно Вие е ги тешко да потпишавте. добиеме гаранција дека ова ќе биде последното барање или дека понатака нема Бугарија да блокира. Тоа нема кој да ни го даде таква гаранција. Сега е оваа гарнитура на Европската унија, за една година ќе дојде друга. Нема кој да ни го. Освен ако ние сами не се избориме, нема кој да ни го се гарантира согласувам. тоа. Ние самите треба да се избориме за влезот во Европската унија. И преговараме за Да ги респреговираме само оние спорни делови, да не ни Точно. зависат текот на преговорите од историските прашања. Значи, тоа е најбитно. Значи никаде и до сега никогаш не било случај да историските прашања бидат еден од аргументите за влез на една Никога држава. за ни една држава не биле тие. Точно тоа. така, точно така. Така да мислам дека што поголемо што повеќе пратеници ВМРО ДПМН кои ќе има на наредните избори и во наредниот парламент, мислам дека овие работи ќе бидат Така, решени. кога сме кај изборите за крај. Јасно е дека предвремени избори нема, да има дури и раковите се веќе тесни за да има нови избори, че следните избори ќе бидат на следната година. Очекувате да бидат заедно со председателските избори посебно? Логиката вели дека треба да бидат заедно. Од оваа временска дистанца не знам како би било и како би играле СДС, тие играат на дневна шема, значи еден ден повеќе власт за повеќе да крадат. Како ќе се решат понатаму, не знам, меѓутоа ја се уште не истичувам можноста дека ќе има предвремени избори. Колку претеници очекувате? Блиску до 60? Блиску до 60. Многу блиску и ние сме веќе многу блиску до 60 и затоа е од сега користам приликата, не знам дали повторно ќе имам прилика во вашата емисија, значи да ги повикам во што поголем број да излезат граѓаните на Република Македонија да го гласат, да го дадат гласот за ВМРО ДПМН и коалицијата, затоа што тоа значи добра и подобра иднина за Република За Македонија. крај ќе имате ли коалицијски партнер на албанците? Сака да ве представа дека ВМРО ДПМН нема коалицијски партнер на албанците. Не, ја би бил најсреќен моменталната албанска опозиција да го победи Дуи и на тој начин да се види идната контура на владата. И тоа се спинови, значи дека ние немаме партнерот се решава кога се прави владата. Програмските шеми се Мобетот како најбитни. пушта СДСМ ВМРО ќе победи секако, ама нема да направи. Ама вокабуларот Да, и за европскиот пат да. на СДС е таков како што е. Меѓутоа зборевме за криминал. Со криминал во Европа не се влегува. Така да тој им е познат нивни вокабулар. Ја со одушевление ги чекам изборите за да видат граѓаните дека сето тој вокабулар на СДС не е таков како што они го кажуваат. Така, господин Коцевски, ви благодарам за интервјуто и ви посакувам многу среќа во кариера. Ви благодарам за поканата и Сега да задоволство ми нагодуваме. беше. Благодарам.